Добар ден, почитувани колеги советници, почитувани гости, почитувани граѓани. Продолжуваме со прекинатата седница од 27-9 септември. Стигнавме до точката број 13. Повторно ќе прашам комисијата, како кога бевме на прекинатата седница, може директорите заедно да се излагат по двете точки за извештајот и за програмата. Се согласувате? Ви благодарам. Стигнавме до 13-тата точка. Годишен извештај за работата на Средното училиште Ѓорги Наумов Битола за учебната 2022-2023 година и 14-та точка годишна програма за работата на Средното училиште Ѓорги Наумов Битола за учебната 2023-2024 година. Молам директорката да се произнесе по точките. Повелете. Добар ден, почитувани советници и директори. Порета? Се слуша, да. Добар ден, почитувани советници, почитувани директори. Јас би почнала во врска со годишниот извештај на СОТУ Ѓорги Наумов Битола во учебната 2022-2023 година. Прво околу уписот, значи имавме вкупно 793 ученици, од кои 198 во прва година. Тоа е прилично солиден и одличен упис во учебната година 22-23 и би се задржала накратко, значи имаме многу први места во различни надпревари, во различни струки, во електрострука, во машинска струка, математика и други предмети на државно ниво и накратко би кажала околу градежните работи кои што се реализираа во текот на таа година. Се изврши комплетно реновирање на тоалетите, женски комплетно реновирање на сооблекувалните во спортската сала, комплетно реновирана мала женска сооблекувална, патека за граѓаните со ограда и бехатон плочки, реновиран средишниот дел во училиштето со бехатон плочки и урбана опрема, саниран дел од кровната конструкција поради протекување, набавка на училишен мебел, набавка на нови 93 персонални компјутери и започната е реализацијата на реконструкција на ходниците, тоалетите и работилниците. Само започната, бидејќи во текот на новата учебна година 2023 и 2024 продолжуваме со активностите, тоа ќе го објаснам во годишната програма. Во текот на 2022-2023 година со уписот во конкурсот во месец март успеавме да направиме 12 договори со компјутерски компании, односно меморандуми за соработка, кои што представуваат најголем успех во овој дел во врска со дуалните паралелки во државата. Значи не постои во Македонија училиште кое што има 3 дуални паралелки од КТА смер, компјутерска техника и автоматика и плюс со техничар за индустријска мехатроника со Кромбет и Шуберт и исто така и со ФОТ имаме енергетика. Имаме 5 дуални паралелки на ниво на држава во конкурсот во минатата година. Тие паралелки започнаа со работа во годишната програма за 2023-2024, односно во текот на оваа учебна година веќе се заврши најуспешен упис во градот, значи имаме 200 ученици запишано, 205 ученици и 796 на ниво на училиште, а на ниво на прва година 205 ученици. Сега нешто околу тоа што значат тие 3 паралелки, со кои што се подобри, нема 34 ученици во клас, туку 25 максимум. Што значи тоа? Подобрен квалитет на настава, подобар квалитет на знаење, намален број на ученици во клас, зголемена можност за вработување, зошто бидејќи компјутерските компании во текот на 4-годишното образование ќе им реализираат учење преку работа, значи во нив ќе се реализира наставата и веднаш си одбираат најсолидни ученици кои ги вработуваат во компјутерските компании по завршувањето на средно или ги поддржуваат понатаму. Потоа, тоа беше во текот на минатата година.
Во што се однесува до програмата за 2023 и 2024 година, ви кажав дека уписот е најдобар во градот, 205 ученици, дека имаме 5 дуални паралелки, нема рековме на ниво на Македонија, почнавме со работа со тие паралелки и во однос на програмата, моментално, најверојатно ве интересираат и градежните и други активности кои што ги имаме оваа година. Момент само. Значи, се реализира моментално реконструкција на ходници, тоалети и работилници во училиштето. Тековно се врши санирање повторно на кровна конструкција поради протекување. Се планира исто во оваа годишна програма и набавка на училишен мебел, информатичка видеоопрема, набавка на нагледни средства и опрема и што е најважно опрема за реализација на вежби. Значи, реализацијата на модуларното образование бара нова опрема, современа, која што ќе им обезбеди како што треба образование на нашите ученици и тоа ќе го направиме до крајот на оваа учебна година, да го подобриме квалитетот на образованието. Ви благодарам. Ви благодарам и вас. Повелете прашања. Повелете. Добар ден и од мене. Јас како и минатата комисија прашав околу учебниците. Ве прашувам и вас двата директори кога ќе излагате. Дали имате доволно број на учебници во секоја генерација, дали се во ред учебниците кои што ги имате и дали имате некаков проблем со стручните предмети кои што со материјали за работа или учебници, дали имате по тие предмети. Ви благодарам. Во однос на учебниците, секоја година се соочуваме со проблем за реализација на настава, посебно по стручните предмети недостасуваат учебници. Имено јас сум дел од авторите на доста учебници на ниво на Македонија. Сега моментално чекаме одредени авторски тимови да се формираат и да има конкурс повторно. Очекуваме од Министерството конкурси, но за жал и оваа година голем дел од учебниците не се испечатени, воопшто не се во добиени, за да може да се реализира наставата како што треба. Прашања други? Јас имам неколку прашања. Директорке, дали е вистина дека против вас се поднесена кривична пријава за злоупотреба на малолетни деца во постапка на реваншизам против претходниот директор на техничкото училиште од страна на родител? Претходно, на ова прашање, кој ви го постави колегата Гаврил од Левица, негиравте дали се уште сте на тој став? Значи, јас пред се би сакала да ја почитувате, да го почитувате кодексот на однесување како советници и да поставувате прашања кои се во врска со годишната програма и годишниот извештај. Прашањата од колегата, од вашиот советник од Левица и вашите прашања се прашања од претходниот директор и тој во текот на овие 2 години над 20 представки до различни институции, до обвинителства против инспектори, против нас како директори, против училиштето поднесува. Не би сакала да одговарам за прашања, можете слободно да ми се обратите во врска со ова, да дојдете во училиштето, да ви кажам документите, значи се е во корис на училиштето. Сите се неосновани, представки, кривична пријава во однос на ова прашање јас немам и немам досега никакво соопштение за такво нешто, не е точно, тоа што го кажавте. Значи никаков реваншизам не станува збор, имаше представка од претходниот директор до Државниот просветен инспекторат, дојдоа, имаме записник во училиштето дека не се констатирани повреди кај субјектот на надзор. Затворено е ова прашање. И не станува збор за никаква злоупотреба, станува збор за кинење на 21 тест од страна на претходниот директор. Не сакам за овие прашања да ми поставувате прашања, дојдете во училиштето, ќе ви доставам документите. Мислам дека не е тема на дискусија денес во извештајот и програмата. Вашата функција овде како советници е да ги поттикнете училиштата да работат што повеќе, да бидете позитивни кон нас директорите,
доста со оваа негативна енергија. 2 години во нашето училиште се случуваат такви работи кои што пробаат да ја нарушат климата, а во нашето училиште климата совршено функционира, освен од една личност што има обструкции. Не би сакала и меѓу советниците такво нешто, таква енергија да гледам. Директорке, меѓу другото, нашата работа и да ги утврдуваме и аномалите во училиштата каде што вие сте поставена за директорка и мислам дека имаме полно право. Слободно прашуваме прашувајте, јас ќе ви прашања одговорам каде за што тоа што сметам дека треба да има одговорам. аномалии. Моје Во ред. право е да одговорам. Ние ќе поставуваме, Слободно. а ваше дали ќе одговарате. Ајде. За Повелете. програмата, велите така, сакате да прашувам, за друго не. Дали во програмата стои некаде дека не сме лица со попречености да бидат злоупотребувани, како што велите, да бидат манипулирани, омаловажувани, дискриминирани? Тоа дали постои во програмата? Дека не треба да Во биде. извештајот, дека треба, бидејќи се случи единствено во Македонија, кај нас да имаме случај. Значи, и тоа не е точно. И тоа не. Сега ќе ви кажам, имам во училиштето постапување по представка по анонимна пријава, знаеме од која е анонимната пријава за дискриминација, нема во училиштето дискриминација, утврдено во записник од Државен просветен инспекторат. Не се воопшто не е утврдено повреди кај субјектот на надзор по тоа прашање. Повторно представка од претходниот директор и повторно нема ништо утврдено. Не е точно дека детето е испишано? Јас И сега дадов е тогаш запишано информација во во медиуми. другото? Знаете зошто е тоа? Не знам. И па си ја ги подигна документите родителот, а му беше објаснето условите за реализација на практична настава од страна на помошникот директор. А тоа дете не ќе може да го взе моторот, така? Не, тоа е лагаво. Утврдено е дека е лага. Каков мотор, тоа е измислица од одредени личности. Тоа е изјавата од родителот. Во ред, јас не видов изјава од родителот за мотор, Како не нешто. Не, нигде. А, не Беше видов. изјава во анонимната представка од анонимно лице. Може да продолжиме со прашање. Дали е вистина дека во текот на цела учебна година 2022-2023 година во училиштето по континуитет не се водела педагошка евиденција согласно член 17а од правилникот за дополнување на правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта? Утврдено и ова од записникот ДП и нема неправилности по однос на ова прашање. Имаше представка, 37 страни има записник и утврдени се одредени прекршочни мерки кон одредени колеги. Не сакам да зборувам за ова прашање повеќе. Добро, директорке. Може да продолжам јас понатаму, колеги, вие измеѓу да немате друго прашање. Дали е вистина дека за наставник кој бил на боледување за 2022 година цела недела воопшто не сте побарале лице за негова замена од Заводот за вработување, со што не е реализирана годишната наставна програма, согласно календарот за наставни денови пропишан од Министерство за образование и наука? Не е вистина. Реализирана е програмата. Добро, директорке. Значи, да ви... Не мислам дека овде е место за тоа да зборувам. Можете да дојдете во училиштето. Предходната година, кога таа личност која ви ги даде овие прашања, беше директор, имаше 190 часови нереализирана настава во училиштето. 190 часови, 2,5 месеци, може 3. Значи, за тоа прашајте малце, не за ова што сега се утврди во записник дека е во ред кај нас. Нема потреба нас никој да ни дава прашања. Па, Доволно сме возрастни, сме прифатили Знам, ова се знам, функција без гај. за сами да ги знаеме аномалите. Во ред ви благодарам за прашање. Ние сепак имаме таму и родители, роднини, пријатели, деца кои изучуваат и ги знаеме работите. Значи, Во ред, јас реализирана ќе е ви наставата. Реализирано, утврдено во записник. Ваше дали ќе ми одговарате на прашањето Да, добро. или не. А доколку уназад гледате комисии седници, ќе видите дека на многу теми во училиштата се разговара тука во Советот, а не само за годишни програми и извештаи. Одиме понатаму. Дали е вистина дека на тоа лице сте му рекле да ги пополни содржините во електронскиот дневник како воопшто да не било на боледување? Не е точно. Добро, директорке, одиме понатаму. Дали е вистина дека за друг наставник на боледување, подолг период, исто така благовремено не сте побарале замена, со што најмалку една недела не се покриени тие часови. И кога конечно сте ја побарале замената, сте ја примиле сопругата на членот во училишниот одбор, избран на вашето испразнето место во управниот одбор. Молам? Значи и ова не е точно. директорке. Утврдено е од записникот ДПИ дека е реализирана наставата. Добро, одиме понатаму.
Дали е вистина дека во работен однос сте примиле личност која е во некаква блиска врска со председателот на синдикалната организација, кој е вработен во училиштето како IT администратор, а на кој лани му го доделивте багателно просторот на влезот во училиштето за продажба на прехрамбени и кондиторски производи? Јас не знам од вработените кој е во некаква врска со некого. Значи, вакво прашање воопшто не е точно. Добро, директорке. Дали е вистина дека против вас е поднесена пријава до Државната комисија за спречување корупција поради низа коруптивни постапувања? Прв пат слушам од вас, значи немам никаква низа на коруптивни лаги и невистини. Добро. И нигде ништо не е ни поднесено, ниту пак дојде некој од таму да постапува, ниту нешто е во врска со тоа точно. Овие изјави воопшто не ви се точни. Не знам сознание од каде имате. Добро. Дали во моментот се врши некаков инспекцијски надзор во техничкото училиште и зошто? Па кај нас во текот на цела година има одредени надзори, околу тоа ќе ве информирам по завршувањето на надзорите. Секој ден имаме инспекции во училиштето, се знае од кој се испратени и со која цел. Дали е вистина За жал, се е донесено во корист на училиштето досега. Сите. Можете да претпоставите што значи тоа. Добро. Дали е вистина дека во месец август е поднесена пријава до МОН и МВР за менувањето на содржините во електронскиот дневник кои го извршиле наставниците под ваш притисок? Не е точно воопшто тоа. Добро. Дали е вистина дека извршувате 3 последователни ВД мандати без да исполнуваат услови за директор? Исполнувам услови и се е утврдено од ДП и досега во записници. Директорке, дали поседувате валидно уверение за директор? Поседувам сертификат за англиски јазик, лиценца не, бидејќи ќе бев назначена со мандат од 4 години ако имав лиценца, сите ВД директори се постапувано и по тоа прашање од ДП и не се утврдени неправилности. По 10 пат ова прашање го слушам од претходниот директор. Добро. Имам уште едно прашање. Дали после сите скандали што ги направивте во една година не чувствувате морална обврска и грижа на совест да си поднесете оставка? Значи, не постои ни еден скандал во техничко училиште, постои скандал во лицата кои сакаат да вршат обструкција. Ги знаеме сите, цел град ги знае лицата кои се вршат обструкција. Ни еден скандал не постои во техничко училиште досега утврден од било која надлежна институција. Сите по се е постапувано и сите документи се во корист на училиштето донесени. По трет пат ви одговарам на такви прашања. Ви благодарам. Дали имате други некои прашања, колеги? До директорката едно прашање. Дали извештаите и годишната програма се по некој урнек од МОН или секој директор има право на избор како ќе ја прави програмата? Секој директор си има избор како ќе направи програмата, сепак има одредени стандарди кои се почитуваат при изработка. А повелете. Ови извештаите кои што кажувате дека се сите во ваша корист, дали може, значи ние еве и советниците кои што ги поставуваат прашањата и кои се сомневаат во вашата точност ова што го кажувате, дали може да дојдеме на посета и да ги видиме извештаите и зашто се поднесени и какви одговори има од страна на инспекторите. Може. И тие извештаи, по нив се постапува секој дневно во нашето училиште и има записници кои се во ред. Значи не се утврдени неправилности кај субјектот на надзор. 2 години, година и пол тоа се случува. Повелете. Извинете. Уште едно прашање, да. И уште едно прашање би сакала да поставам и до директорите. Значи, јас колку што знам, вие сите ја посетивте обуката за директори, зошто не ви е положен последниот Бидејќи испит? државниот испитен центар не организира обуки за полагање. Обуките ги поминавме сите, уште полагањата треба да се направат, а не ни е возможено да полагаме толку. Не е наша грешка, положен ми е сертификат од англиски јазик, треба да не викнат да полагаме толку. Повелете прашања, колега. За да не се мачиме многу судење одење тие работи, за да знае јавноста, може и до понеделник до седница не ги пратите сите тие извештаи? Значи тие се извештаи во училиштето и на седница не можам да ги праќам, постапуваат инспекции по нив, тие се од затворен тип. Во училиштето за бизнес. Не се. Значи не можеме ни да ги видиме. Па не може, институциите постапуваат, Одлука по јавен карактер не смеме да видиме.
па јавен карактер, поднесете барање, па некој да ви ги даде од институциите, Па вие не сте институција. Ние сме училиште кој што во нашата архива ги има тие записници, сите инспектори постапуваат и постапено е. Значи сите документи што ни ги кажувате, Добра. имаме прашање и треба да ги одговорите. Ете, одговорив точно, имам документ во училиштето, Точно, дојдете ако видете веќе ни го кажувате вака сега јавно или приватно си кажувате? Јас ви кажувам дека што пишува на крајот на извештајот не Па се зашто да не го констатира. гледаме тоа, да не го видиме, да ни го дајте? Дојдете ќе го видите. Абе кај да дојдеме да го ни пуштите на мејл сите советниците. Нема шанси на мејл такви документи од училиштето да ги пуштаме на советниците. Мислам, дојдете слободно во училиштето, инспектори треба да видите, па на увид да ви се достават. Прашајте ги инспекторите од ДПИ. Сите постапува. Советот на општина Битола е основач на техничкото училиште. Може да знаете или знаете за Добро, анкета. добро. Значи прва работа, втора работа ги избира членовите на управниот одбор. Добро. Трета работа, значи што треба е, ние поминуваме годишната програма и извештајот Така. за работа. Што сте направили? Па сега не го почитувајте органот. Јас не реков, не го почитувам. Дојдете ќе ги видите во училиштето. Ќе се консултирам со правник за ова. Повелете. Сметам дека не е проблем ако се оди до училиштето и да се видат, затоа што сепак тие се документи кои што се не смеат не смеат можеби да се извадат од училиштето, но во секој случај не е на одмет да одиме, истото како што беше Слободно во може горната да гимназија, можеме и да одиме и да ги видиме. Тоа е. За горната гимназија ни каже дека ќе почнат, сега добивме известување дека од година на лето ќе почнат за кабинетот за хемија, прва работа. Втора, ако некој документ не сме да биде објавен во јавност, новија прашање не смееше ни да одговори директор, ќе рече, видите, тоа си е. Не, јас кажав постапувано, не се Ќе утврдени ве замолам да, значи не си водиме реплика, сега збориме. Значи, ако некој документ не е достапен за јавноста или е класифициран, тие документи се знае како се водат и тие не може да бидат одговорени, не може да бидат презентирани во јавноста, бидејќи комисијата се снима и за јавноста. Ако нешто се коментира и е достапно за јавноста, тогаш граѓаните треба да го знаат и може да го знаат. А не да го знае еден или двајца. Значи треба да го знае јавноста. Советниците се избрани на непосредни избори, не се именувани за директори, туку се избрани и тие се представници на граѓаните. И тие треба да ми ги пренесат информациите дали се точни или не се точни, сите тие прашања да бидат отворени за јавноста. Ние на сите комисии за уште по-поважни работи, за уште по-директни, за финансиски средства и така натаму ги добиваме информациите. Не да појдиме кај градоначалникот во кабинетот да ни вади документи или да појдиме во комуналец или во водовод, да парафразирам ака, како би изгледало, туку ги пуштат за да знаат граѓаните. Инаку, ќе треба баш така ние да изиграваме инспектори, а не сме, и да одиме по училиште или по институции да добиваме информации. Јас ви кажав ќе се информирам. Затоа информациите се пуштат службено на мејл, како што ги добивме сега, за програмата, значи тоа е изготвена и подготвена и сигурно верувам подпишана од некој, поготово од управен одбор кој ше сменат, значи е тука на седница, меѓутоа сте постапиле погрешно по таа работа и тоа е тоа. Благодарам. Други прашања? Значи, јас одговорив само дека не се констатирани неправилности во субјектот на надзор и тоа се крајниот исход од тој записник за да ве информирам вистината да дојде до вас, а дали тие ќе излезат од училиште како документи или не, тоа ќе се консултираме со правник. Точноста на информациите тврдам и стојам за тоа дека е се во ред во тие записници. Бидејќи се е во ред, кој управен одбор ви е подпишал ова извештај и програма? Училишниот одбор кој постои во училиштето. Ние на совет, седницата на совет го разреши управниот одбор. Не може на седница да разрешите управен одбор. Не можеме, не? Добро. Во ред, тоа е тоа. Прво нема во училиштето управен одбор, а на седница не може управен одбор да разрешите, пошто кај нас има училишен одбор и по тоа прашање училишниот одбор ќе го прашате, си има законски легален
училишен одбор во училиштето. Јас не сум тука за тоа да дискутирам. Ви благодарам, директорке, за излагањето. Одиме понатаму со точките од дневниот ред. Значи, точка 15, годишен извештај за работата на средното училиште Таки Даскал од Битола за учебната 2022-2023 година. И 16-та точка, годишна програма за работата на средното училиште Таки Даскал од Битола за учебната 2023-2024 година. Повелете, директор. Добар ден и од мене. Ристо Грујовски, веде директор на Средно општинско училиште Таки Даскалот. Годишен извештај на СОУ Таки Даскалот Битола за учебната 2022-2023 година. За успешно започнување на учебната 2022-2023 година во подготвителниот период на наставната година реализирани се следниви активности. Успешно реализирање на уписи за учебната 2022-2023 година, направени потребните состаноци со стручните тимови за навремена распределба на часови, како и навремена изработка на распоред за започнување на учебната 2022-2023 година. Понатаму, состаноци за сите потребни нагледни средства со стручните активи за успешно започнување и реализација на наставниот процес. Направени се работилници за заедничка проактивна соработка со повеќе фактори, како што се меѓународната соработка со американското катче, промовирање на билингвалната паралелка, проширување на видиците на учениците, понатаму соработка со Германското федерално министерство за животна средина, конверзација на природата и нуклеарната безбедност, понатаму соработка со Анима здружение од областа на нарцистичкото прометување на личноста, анализа на состојбите за зелените вештини во државата и така натаму. Понатаму проширена е соработката за едукација за демократска култура од политика до практика, преку соработка со Министерството за образование и наука, промовирање на демократијата и човековите права во образованието, понатаму соработка со Еразмус Плюс проектот за екологија, зелени политики и одржувани практики, соработна посета на Третата Загребска гимназија од Република Хрватска и соработка со Еко одборот во нашето училиште на тема зелени политики и одржливи практики. Што се однесува до меѓународните проекти, поднесена апликација за реализација на одредени проекти од меѓународно ниво и се чека одговор за истите, како што се квалитетно образование за сите во Република Северна Македонија, избрани се 12 средни пилот училишта, така што во тие 12 учествува и Средното општинско училиште Таки Даскало со цел промовирање на демократијата, човековите права во образованието, како и подготовка на младите луѓе со потребните вештини и алатки да живеат во мултикултурното општество. Понатаму, успоставена е, како што кажав, соработката и продолжува таа соработка со Третата Загребска гимназија, бидејќи следуваат посети и размени искуства од повеќе области помеѓу учениците од Загребската гимназија и нашето училиште, понатаму Панда Лабс Джуниор за праведна транзиција, европски проект, носител Германското федерално министерство за животна средина и така натаму. Понатаму, што се однесува до градењето партнерство со родителите и локалната заедница во текот на учебната 22-23 година, интензивно училиштето придонесува преку Советот на паралелките, Одборот на родители и Советот на родители. Основна врска родителите представуваат со локалната заедница во реализација на поставените програмски задачи во учебната 22-23 година. Така што преку Советот на родители направена работилница во соработка со угостителско-туристичката струка за опремување на кабинет на угостителско-туристичката струка, запознавање на родителите со текот на активностите во училиштето, успехот и поведението по години и образование и значајни одлуки за истите. Понатаму членовите на училишниот одбор донесени се одлуки на членовите на училишниот одбор за соработка со Одборот на родители и Советот на родители. Што се однесува до соработката со локалната заедница, направени се повеќе активности, пред се во соработка со општината
Битола учество на јавен настан во чест на Персијак, мурал и музички перформанс. Понатам учество на сајам за волонтеризам, учество во јавна дискусија на тема локален економски социјален совет на општина Битола, направен меморандум за соработка со РЕК Битола, со Центарот за култура, со културно-информативниот центар во Битола, со јавното предпријатие Комуналец, со цветјарата Гарден, Грин Гарден, соработка со Министерството за внатрешни работи, каде што се извршени повеќе работилници на повеќе теми. Понатаму со Републичкиот и Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот и патиштата, каде што се донирани паркинг простори за моторцикли и велосипеди, соработка со Дуел Мисима, постигнување на договор за премување на мини просторија за практични вежби со учениците угостителско-туристичката струка, соработка со градежната фирма БВ Инженеринг, посета на изградба на зграда за паметно живење, Smart Bit, X7 и така натаму. Со Центарот за управување со кризи, соработка со печатницата Киро Дандаро, која продолжува во сите учебни години, бидејќи имаме и дуална паралелка со печатарската струка, соработка со Устеларко Борец, со американското катче, како што спомнав, и така натаму. Бидејќи вие имате, јас ќе продолжам за точката подобрување на условите за учење и работа. Во текот на учебната 22-23 година се води постојана грижа за одржување на постоечките наставни средства и помагала и обезбедување подобри услови за непречено реализирање на наставата. Преземени се следниви активности за подобрување на условите за учење и работа. Обновена е опремата во кабинетот по информатика со цел подобрување на наставата по информатичка технологија. Набавени се 16 компјутери, завршена е реконструкцијата, целосно е завршена реконструкцијата на спортските сали и спортските терени, осветлени се спортските терени, сервисиран е алармниот систем, безбедносните камери и сите противпожарни апарати, извршена е проверка на исправноста на функционирањето на водоводната, одводната, електричната и парната инсталација и одржување секако на нивната исправност. Понатаму, подобрување на условите за работа и грижа за здравјето на учениците и вработените. Започната е реконструкција на подот во двете училишни згради, истиот е во половината на овој месец завршен, некаде вкупна паркетна површина од 2722 метри квадратни, со поставување на лајсни од 1858 метри и замена на дотраениот паркет со нов паркет. Завршена е во летниот период беше комплетна санација на внатрешните скали во блок Б. Истите се завршени, со тоа што е подобрена безбедноста за движење на учениците, вработените и посетителите. Училишниот двор е целосно уреден со бехатон плочки. Во делот на движење на учениците се планира уредување и на училишниот двор кој е наменет за паркинг простор од 418 метри квадратни. Направени се сите молеро-фарбарски работи во двата објекта, во тоалетите за учениците, корекции на зидните покнатини во двете згради и во самите училници. Направени се доста екоактивности, реализирани интегрирани часови со еколошка содржина и преземени конкретни активности, направени се повеќе работилници, октомвриски, януарски, априлски, јунски, екопрозорец и така натаму. Што се однесува до добиени поединечни награда и признанија, сме учествували на повеќе општински и републички надпревари. Добиена е прва наградна за најуспешна ликовна творба во организација на Ротари клубот. Понатаму освоено е трето место на републички надпревар по математика и учество на Олимпијада. Имаме учество по филозофија, прво место по спортски активности, стрелаштво и тенис, трето место на републички надпревар по сообраќајна техника, второ место тенис, пинг-понг и така натаму. Учество имаме на надпревар, државен надпревар по француски јазик, државен надпревар по куглање, второ место, трето место исто така на математичка олимпијада од страна на наша ученичка.
Во однос на заштита и напредување на здравјето на учениците, вработените човековата средина, планирани се доста заеднички активности, направени се предавања и презентации, предавања тема заштита на менталното здравје, предизвици и предрасуди, практична примена психолошки мерен инструмент, модифицирана Тейлорова скала на аксиозност за зачување на менталното здравје на учениците, предавање на тема емоционалното здравје и неговата корелацијска врска со физичкото здравје, врсничка едукација, презентација, пушењето и цигарите како болест на зависности, неговата штетност и превенција кај адолесцентната популација. Понатаму мерење на гликемија од прст и советување за здрав живот, работилница за последиците од наркотичните средства и така натаму и така натаму. Што се однесува до инклузивното образование, училиштето успешно действува училишен инклузивен тим во текот на целата учебна година, каде што се покаже дека различностите помеѓу учениците представуваат уште еден предизвик со кој треба да се соочиме како наставници, алтруизмот, хуманоста и грижата за максимален развој на секој поединец во границите на сопствените можности представуваат наша трајна определба на сите субјекти вклучени во воспитно-образовната дејност. Што се однесува до новата програма за работа на Средното општинско училиште Таки Даскал за учебната 2023-24 година. Структурата на училиштето секако дека ви е позната. Учениците се распоредени во соодветни паралелки по самиот конкурс на Министерството за образование и наука во гимназиско и стручно образование, така што ова учебна година, во прва година запишани се 215 ученици, во гимназиско 45 ученици, во стручно 170 ученици. На ниво на училиште имаме 738 ученици во 10 гимназиски паралелки и 32 стручни паралелки. Инаку, Средното општинско училиште Таки Даскало има собствени приоритетни задачи за обезбедување на современи услови за одвивање на наставата, кои ќе ги следат современите европски и светски текови, со имплементирање на современи наставни планови и програми, отворање на нови образовни профили според потребите на пазарот на трудот, обезбедување на современи услови за учење и работа, перманентно професионално усовршување на наставниот кадар, примена на современа информатичка технологија, интеграција на теоријата и праксата, вклученост во меѓународни проекти и градење на современ воспитно-образовен систем, кој на учениците ќе им овозможи модерно образование според европски стандарди, услови за личен разбор, стекнување компетенции според барањата на пазарот на трудот, а на наставниците ќе им овозможи услови за професионално и кариерно усовршување и напредување. Како најважни приоритети на СОУ Таки Даскало би ги истакнал креирање на нов развојен план за стратешки развој на училиштето, инфраструктурно подобрување и усовремување на просторно-техничките услови за работа на училиштето, унапредување, модернизација и компјутеризација на воспитно-образовниот процес и квалитетот на настава, набавување на современи наставни помагала и средства за реализација на наставните планови и програми. Понатаму продолжување на професионалниот развој на наставниците, организирање на обуки за наставниот кадар, за зголемување на нивото на стручните компетенции за квалитетна реализација на воспитно-образовниот процес, подобрување на успехот и постигањата на учениците, зголемување на обем на реализација на дополнителна и додатна настава, зголемување на редовноста на учениците. Понатаму меѓународна соработка, подобрена соработка со локалната заедница, градење партнерство со родителите, семејството и локалната заедница, грижа и унапредување на менталното здравје, градење на инклузивно училиште, кој ќе промовира толеранција, прифаќање на различностите и така натаму, професионален развој на учениците преку спроведување на програмата за кариерно советување, промовирање на волонтеризмот, еко училиште, развој на образовните можности за возрастните и така натаму. Ова година СОУ Таки Даскало има
амбициозен план, така што направен е нов тим за стратешко планирање, составен од менаџерскиот тим, наставниците, училишниот одбор и советот на родителите, кој е задолжен да изготви посебна стратешка програма за наредниот период. Што се однесува до инфраструктурното подобрување и усовременување на просторно-техничките услови, веќе спомнав дека направена е реконструкција на целокупната паркетна површина во двете згради од 2722 метри квадратни во вкупна вредност по јавен оглас од 2.394.380 денари со вкупната должина на новите лајсни и нов паркет онаму каде што истиот е дотраен. Внатрешните небезбедни скали кои подолго време интегралната просветна инспекција не ги става како слаба страна, веќе се комплетно санирани во вкупна вредност од 496.500 денари. Понатаму имаме реализација на проектот за замена на дотраена внатрешна дограма врати, пред се врати, во соработка со Министерството за образование и наука се подготвува проектна документација, реализација на продолжување на хортикултурното уредување на училишниот двор, проект за реконструкција на библиотеката во современа медиотека, каде што веќе проектната документација е подготвена, се надеваме дека ќе биде успешно завршен овој проект. Проект за создавање на мултимедијален простор и конференциска сала за состаноци и комуникација и организирање семинари, конференции, обуки и така натаму. Проект за реконструкција на канализационата и водоводната мрежа во училиштето, аплицирање за добивање на проекти за инфраструктурно подобрување, изработка на проект за промена на електрична инсталација во училиштето според изготвен елаборат и елаборатот и проектот изготвен, аплицирано е во Јапонската амбасада. Се надеваме во наредниот период на позитивен одговор. Поднесено е барање до Германската амбасада за инфраструктурно подобрување и условите за работа во стручните кабинети, аплицирање за проекти од регионалниот фонд за предизвици за добивање грантови за средните училишта, изработка на проект за санација на санитарните чворови, проект за поставување на енергетски ефикасна фасада, изработка на проект за засебно загревање на спортските сали, поставување на паркинг за велосипеди и мопеди во училишниот двор, уредување на менталната одграда од страна на улицата Димитар Илиевски Мурато, набавка на нова машина за чистење во просторот на спортските сали. Ето ја добивме вчера од Кромберг и Шуберт во вредност од 170.000 денари со резервни средства, набавена од Симпекс, набавка на нова современа компјутерска опрема, веќе имаме обезбедени средства од општината во вредност од 500.000 денари, набавка на современи наставни помагала, тоа се ТВ монитори, нови табли и училишни столчиња во вредност од 300.000 денари и набавка на опрема и други машини во вредност од 300.000 денари, кои во наредниот период веќе се на јавен оглас пуштени. Опремување на учениците со други нагледни средства во соработка со стручните активни и нивните потреби, опремување на кабинетите со современа опрема, аплицирање за добивање проекти за осовремување на целокупниот образовен процес. Мислам дека е доволно, доколку имате прашања, повелете да одговорам за учебниците, како и во сите училишта, така и во нашето. Стручното модуларно образование се соочува со недостиг на стручна литература, да се надеваме дека во наредниот период истата ќе биде достапна до учениците. Ви благодарам, директор, за излагањето. Повелете прашања, колеги. Повели, колега. Кратко само. Ја прашав и директорката. Грењето се уште мазут? Имате двете училишта? Нафта е нашето. Со нафта. А имате некакви планови за виднина за промена, со некој разговарано, некаква пресметка направено? Што би значило еколошко грејање на училиштето? Сега за сега не е, фотоволтаици евентуално нешто понатаму. Директоре, кај вас исто? Сега за сега не, значи со нафта, фотоволтаици евентуално во иднина.
Исто така и ние се грееме на нафта. Планирано е нашето училище за поставување на 40 фотоволтаици на јужната страна. До сега немам информација дали тоа ќе се случи. А имате готов проект за тоа? Со финансиска Преку Министерството за образование, да. Известени сме дека од нивна страна направена е целокупна документација за издржливост на кровот, бидејќи тој е саниран нов. Кај нас енергетска фасада 2024 треба да се направи сега и тоа ќе ги намали трошоците за грејање. Благодарам. Повелете други прашања? Повели, колега. Директоре, само едно прашање, значи дискутиравме со основните и кај средните, не знам, значи имаме проблем, знаете, со недостатокот, мислам, намалувањето на учениците. Сега зборавме кај основните, кај средното, бидејќи се намалува бројот на ученици. Се намалуваат, кажува во претходни статии, на полугодие, значи се менуваат тие или пак едноставно други причини та работа се случува во вашето училиште? Во нашето училиште тројца ученици се иселија во странство, толку беше намалувањето. Така, не, уписите на се затоа рековме ќе го видиме ние во Уписите, основните, велевме со средните, дали се согласно зборам оние основците кои што завршуваат се запишуваат во средните училишта, конкретно кај вас или? Вака сега. Ние, за жал, ќе констатирам дека сме среќни на оваа бројка што ја запишавме 215 ученици. Имаме намалување на гимназиското образование. Билингвалната пределка ни е полна со 34 ученици, меѓутоа од 6 па на 2, па на 4, па сега само 2 гимназиски пределки имаме. Втората гимназиска пределка со општо гимназиско образование брои само 14 ученици. Тоа е многу малце. Меѓутоа интересот во струките е зголемен. Пред се во графичката струка, во лични услуги, исто така во сообраќајната струка, намалене во текстилната струка. Хотелско-туристичката Според вас, струка исто струките така. се стручното образование доаѓа до израз за разлика Доаѓа до израз секако, бидејќи имаме учење преку работа, практична настава, феријална пракса, зголемена соработка со бизнис секторот во градот и во регионот и се надевам дека така ќе продолжиме, бидејќи они ученици кои не го продолжуваат своето школување на факултет ќе си најдат работен однос во самите фирми кои екзистираат во нашиот град и пошироко. ова во однос на гимназиското, бидејќи Така. јас оддајам ваше. Се намалува, тоа е пак повторно на горна долна гимназија или Не, се Мислам, намали. вие најдобро го знаете Оваа само, година не се го намали знам. учениците и во горната гимназија. Од 204 поглас, 157 се запиша, значи општо популацијата во градот се намалува. Последниот квартал за жал е минус 86 жители, тоа е депопулација, негативен природен прираст во самиот град и застрашувачка е фактичката состојба. Да се надеваме дека ќе се подобрат, бидејќи повеќе бројни се факторите кои ќе доведат до зголемување на населението во градот. според вас, бидејќи сте и професор по историја, нешто што мислите дека е добро за за таки даскал да не е тераме на таму, што би било добро за виднина за се зголеми да речеме уписот, да речеме за Воведување на Видите, имавте една Но- ситуација, знаете, не е тоа советник, мислам беше 2013-2014 година, каде медицинско училиште ги намали бодоите за да се запишуваат сите, па имавме во сите училишта намалвање секако и се префрлување уништија, во се запишува медицинско и на крај секој ќе дојде моментот беа, не знам, смер, очна оптика, масажер, не знам што и направивме една, како да речем, премногу кадри, а премалку можност за обработување. Точно Меѓутоа, така, кажувавме, знаете, рекорди, рушиме се запишуваат така натаму. И слушав тие работи, меѓутоа направивме еден многу лош чекор за тоа време. Не знам. сведоци сме дека во медицинско Значи не е училиште целта само да намалиме бодоите Така. или уписот. технолошки вишоци не се јавуваат во училиштата пред се што советот на општината ни дозволува работа со пределки со помал број на ученици. Значи ние запишавме 215, меѓутоа 34 се во графичка струка, 28 се во лични услуги,
7 се во текстилна струка или во градежна струка се 11. Значи распоредени се по струки. Затоа треба да запишуваме пред се во стручното образование, ние веќе сме регионален стручен центар, струки кои се атрактивни на пазарот на трудот. Онаму каде што може да се пронајдат самите ученици со зголемена практична настава и учење преку работа, да бидат заинтересирани на некој начин и она теорија што учат во училниците да ја применуваат во практиката. Наши ученици се вработени во Киродандарот, во Стеларко Борец, веќе се вработени во угостителски објекти и така натаму и се надевам дека во иднина ќе се подобрат условите. Работа, бидејќи така рековме дека се намалуваат учениците, сега за професорите тој да ќе запишете некои нови професори, ќе работите, имате да таа работа план. Не ја знам каква е ситуацијата на вистрина. Некои еве слушам во училиште не може да најдат, може да дојдат кај вас било како, значи простор за вработување. Знам дека Со самото пензионирање на колегите, секако дека вработуваме нови. а имаме проблем на пример околу таа работа, Немаме некои технолошки проблем. вишоци работа. Има проблем со одредени природни науки кои во Агенцијата за вработување не постои таков кадар. Некако не завршуваат, например, хемија, физика, биологија, се помалци имаме таков кадар, филозофија и мораме по нормативот за работа да земаме најблиско што е до таа струка. Или па инженери кои имаат педагошка квалификација за физика, за хемија и така натаму. Едноставно, тие наставни струки што ги викавме порано останаа празни на факултетите. Интересот е намален за студирање на. Други прашања? Доколку нема, директоре, ви благодарам за излагањето. Благодарам и јас. Тука завршуваме со точките со излагањата, може да преминиме на гласање. Прва точка, одлука за давање на согласност на градоначалникот за подпишување на анекс меморандум со ДЕУ за соработка со Јурон Хаус Битола. Ве молам, кој е за? Три. Против нема, воздржани нема. Втора точка. Годишен извештај за работата на градинката Естре Овадија Мара Битола за 2022-2023 година. Кој е за? Против? Воздржан? Одиме понатаму, трета точка. Програма за работата на градинката Естре Овадија Мара Битола за 2023-2024 година. Кој е за? Против? Воздржан? Четврта точка. Решение за давање согласност на одлуката за добивање согласност на број на деца кои ќе бидат згрижени во воспитни групи за деца во градинката Естре Овадија Мара Битола. Кој е за? Против? Воздржан? Петта точка. Годишен извештај за работата на гимназијата Јосип Броз Тито Битола за учебната 2022-2023 година. Кој е за? Против? Јас. Воздржан? Годишна програма за гимназијата Јосип Броз Тито Битола за учебната 2023-2024 година. Кој е за? Против? Воздржани? Седма точка. Годишен извештај за работата на училиштето доктор Јован Калаузи Битола за учебната 2022-2023 година. Кој е за? Против? Воздржан? Годишна програма за работата на средното училиште доктор Јован Калаузи Битола за учебната 2023-2024 година. Кој е за? Против? Воздржан? Девета точка.
Годишен извештај за работата на Средното училиште Јане Сандански Битола за учебната 2022-2023 година. Кој е за? Против? Воздржан? 10 точка. Годишна програма за работата на Средното училиште Јане Сандански Битола за учебната 2023-2024 година. Кој е за? Против? Воздржан? 11 точка. Годишен извештај за работата на Средното училиште Кузман Шапкарев за учебната 2022-2023 година. Кој е за? Против? Воздржан? 12 точка. Годишна програма за работата на Средното училиште Кузман Шапкарев за учебната 2023-2024 година. Кој е за? Против? Воздржан? 13 точка. Годишен извештај за работата на Средното училиште Ѓорги Наумов Битола за учебната 2022-2023 година. Кој е за? Против? Јас. Воздржан? 14 точка. Годишна програма за работата на Средното училиште Ѓорги Наумов Битола за учебната 2023-2024 година. Кој е за? Против? Воздржан? 15 точка. Годишен извештај за работата на Средното училиште Таки Даскало Битола за учебната 2022-2023 година. Кој е за? Против? Јас. Воздржано? 16 точка. Годишна програма за работата на Средното училиште Таки Даскало Битола за учебната 2023-2024 година. Кој е за? Против? Воздржано? Ви благодарам. Со оваа точка ја завршуваме седницата на Комисијата за јавни дејности. Ви благодарам за присуството.